Тивте. И вие, колешке, не сакав преска ви реплицирам, јас не барав пауза да бидам конструктивен. Јас од дома не доаѓам со помисла да блокирам нешто на власта. Јас од дома доаѓам со помисла како законските решенија да бидат подобри за оние кои што ќе им служат. И од дома доаѓам со помисла да им се објасни на граѓаните кои што следат Собрански канал што ги чека и кои законски измени ги чекаат. Тоа е прво. Преска искам да реплицирам. Второ, господине Бајрами, брише ги на цели членови од законот, а при тоа не објаснети во образложението на труд и социјална политика, кога некој ќе праша, не е технички и не е точка и запирка. Тоа е бришење на цели членови, во кои што не ни кажувате на кој закон се повикувате и кога ќе го видите, ќе видите дека образование, легитимација и така натаму се бришат. И многу е легитимно некој да побара 2 часа пауза да го разгледа тоа. И ние не понесовме амандмани заради понесеме амандмани. Ако требаше да понесеме, ќе понесевме 20 амандмани и за точки и за запирки, и сега дека ќе дискутиравме до 5 попладне. Ние тоа не го направивме. И доблесно е да кажете дека да, согласуваме како пратеници, немавме доволно објаснување од страна на владата, сега тоа го надминавме и ќе го гласаме. Ама муабетот ајде да излеземе и да гласаме, ова се точки и запирки, а при тоа 2 члена се бришат, не е во ред. И трето, и последно, и за колешката преходно и за господинот Бајрами. Јас се надевам дека ќе си го цените времето и кога Талат Џафери касни по 3 часа седница, не ја почнуваме, и тогаш ќе реагирате процедурално, како што реагирате сега на оваа седница. Благодарам.